Поштувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Издание кое што го снимаме среде пролет. Иако изгледа дека е есента снимено, ова е снимено после оние студови, после оној студен бранд кој што ја зафати Преспа. Навистина, ова што се гледа сликата во преспанските села, во Ресенскиот крај е очајна. Земјоделците тука не видовме насад да успел да се спаси од ниските температури. Се е сведено во најдобар случај 80 до 90% оштетувањата. Претежно на сите насади кај што бевме 100% се оштетувањата. Во моментов каде што снимаме, ова е насад кој што човекот инвестирал, овоштарот инвестирал во најсовремениот систем што може да спаси едни овошки од вакви ниски температури. Тоа е антифрост системот, тоа е систем кој што буквално над овошките се прска со вода, цели овошки се залиени со вода и кога ќе настапат ниските температури, се формира еден слој од мраз околу цветовите, околу тие делови што треба се заштитат и тој мраз ја држи температурата да помогне од минусните температури. Но, кога температурите ќе паднат дока и минус 2, 3 до минус 5, помага овој систем. Тука температурите се симнале 70 часа биле во минус и тие температури дури доаѓале и до минус 8 до минус 9 степени. Тука веќе ништо не помага. Овој насад, кога не успел да се спаси со ваков систем, нема што да правиме муавет за другите овоштари, дали треба да инвестираат во современи системи или не. Овие климатски промени, како што направија штети во Преспа, како што направија во Ресен, во Росоман, исто така, каде што ќе нема исто и праски, годинава ќе ќе го почувствуваме најгрдото лице на климатските промени. Ќе немаме буквално овоше да каснеме. Ќе треба јаболки да увезуваме годинава и сега најглавната работа е да завршат комисиите што побрзо, проценката да биде што пореална и што подобро и побрзо да биде исплатата, бидејќи овие насади, овие овошки не смеат да престанат да се инвестира во нив. Тие мора да продолжат да ѓубрат, да полеваат, да вршат заштита, бидејќи ако ги остават сега ќе имаме намалени приноси до година. Сето тоа ќе се одрази многу лошо и затоа е многу важно не само за дали ќе имат приходи земјоделците и какво ќе биде обештетувањето. Многу е важно сега брзо да се обештетат за да имаат пари да продолжат во овие насади, да продолжат да инвестираат за да остане производството, да го спасиме она што го имаме како производство. Во денешната емисија ќе зборуваме малку и за тутунот. Тутунот веќе почнуваат подготовките за новата реколта, но не се задоволни тутунарите од постигнатите цени кои што ги има во договорите, така да ќе отвориме и таа тема. Тука си советите, стручните совети, бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Платежната агенција изврши исплата кон 4500 млекопроизводители во вкупен износ од 4,7 милиони евра. Извршената исплата е по основ на произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко по програмата за финансиска поддршка за земјоделството за 2024 година за периодот од јули до декември 2024, со што се расчистува долговите за субвенциите за млекото за минатата година. Висината на директните плаќања изнесува 5 денари по литар за кравјо млеко и 6 денари по литар за овчо и козјо млеко. Одледувачите на говеда остануваат на своето барање за целосна исплата на субвенциите за кравите за 2024, односно исплата на останатите 8.000 денари по грло за целата 2024, бидејќи досега има исплатено само по 4.000 денари по грло. Велешка маслодајна започна со потпишување на договори со земјоделците за одледување сончоглед. Со овој договор се врши за гарантиран откуп, како и набавка на квалитетен семенски материјал. Неколку години единствениот производител на масло за јадење во земјава, кој тоа го врши со преработка на сончогледово семе, се обидува да ја врати оваа култура по македонските полиња, но тоа тешко оди. Лани фабриката откупила само 3500 тони сончоглед, доволно за преработка за еден месец. Ако продолжи ваквата состојба, фабриката размислува наместо да откупува сончоглед да врши само преработка на полуготово масло од увоз, смета првиот човек на оваа фабрика. Дел од ланскиот род на сончоглед од Пелагонија завршил во Грција, бидејќи таму откупната цена била 27 денари за килограм, па откупувачите го откупувале во Македонија по 22 и го препродавале кај јужниот сосед, а земјоделците тука добивале субвенции за тоа производство. Зголемен е интересот за нашето производство на тутун на откупните пазари. Според последните информации, досега се склучени околу 30.000 договори со откупувачите за вкупен род од 27.000 тони на тутун. Тутун ќе се засади на површина од околу 14.000 хектари. Зголемувањето е од 8 до 10%. Интересот е поголем поради тоа што ценовно добро поминаа со претходната реколта, односно се постигна просек од околу 400 денари.
Сега тутунарите ги очекуваат и субвенциите од 100 денари за килограм. Македонскиот ароматичен тутун се бара на светските пазари. По Турција, Македонија е втора по производство на ароматичен тутун. Светските побарувања се околу 120 милиони тони, а има производство од околу 100 милиони тони на ароматичен тутун. Турските земјоделци се соочуваат со пролетен мраз за кој се проценува дека еден од најтешките во модерната историја и кој нанел штети на посевите во речиси сите региони на земјата. Пролетниот студ главно ги зафати овошните дрвја, лозијата и раноградинарските насади, главно во централните и источните турски области, каде што студениот бран беше и најинтензивен. Турскиот министер за земјоделство објави дека во март и април, а особено во последните 3 дена, во земјата е забележан мраз неки град, а во некои региони температурите се спуштиле и до минус 15 степени, најниска температура во последните 3 децении во Турција. Главната тема за денешната емисија – проблемите кои што ни ги направи оваа пролет ниските температури. Се наоѓаме во Ресен, во Преспанскиот регион, 70 часа беа под минусни температури. Температурите паднаа под минус 9 степени во одредени региони, оштетувањето е грубо 100%. Ке немаме јаболко да каснеме годинава, она што го гледаме дефинитивно и да има нешто ситно, незначително. Буквално ке бидеме увозно зависни годинава од јаболко. Многу е важно, апелот е сега, комисиите бргу, квалитетно да ја завршат работата и бргу да се донесе одлука за обештетување на овие овоштари. Колкави површини имате под овоштарство, колку години се занимавате, еве чисто да добиеме представа за каков овоштар става збор. Моите површини се околу 4 хектари под јаболко. Имам нешто дел, тоа е дополнително како малина и слива, али тие се мали према тоа што е јаболко. Обично во добра година по колку береш? 240-250 тони. Во шлепери? 10. 10 шлепера. Годинава? Катастрофа. Бевме над 70 сати под мраз. Првото утро беше минус 9 степени, каде што имаше најмногу оштетување на овошките, на јаболките. И како да беше само тоа? Да беше само тоа. Како што изминуваа деновите, исто намалуваше и температурата. Беше минус 5, минус 4, меѓутоа 70 сати бевме под минус температура. И штетите се на некои места до 100%. Зависи ли од теренот, зависи ли од местото или на вакви температури сегде има оштетување? Сегде има, меѓутоа негде се до 100%, негде се тоа ќе излезат комисии ќе го проценат. Се надеваме дека ќе има добра проценка, реална проценка. Колку време се држеше, во каква фаза ве затекна? Розе папка. Во тие фази колку е осетливоста? Издржливоста е колку што имам јас информација од официјални сајтови до минус 2-2,5 така. Таа температура. На овие минус 9, минус 8 нема спас. Имаше некој успеа со некакви средства, некој успеа во вашиот крај да чуете, еве тој успеал да ги спаси? Не, се потрудија со секакви средства, прскавме, имаше и бавчи наместено со овоштарници со антифроз, меѓутоа и тоа излезе неуспешно. Тоа е она што прскаат како со вода, па го замрзнува целото во мраз, го држи и таму не успеа. И таму не успеа. Се боревме до максимум, меѓутоа нема резултат никаков. Значи ли сега дека еве до сега имате направено трошоци? Значи ли дека сега нема да има плод годинава и треба да ги оставите бавчите вака? Не може да ги оставиш, бидејќи мора да направиме заштита за идната година. А до сега имаме вложено ѓубрива, пестициди, нели стимулатори стававме за против мразот и сите работи, меѓутоа нема никаков успех. А влог има. Каква е сега почната е проценката, формирани се комисии, како иде процедурата, нешто објавија? На 11 дојде министерот со локалната самоуправа, излеговме на терен, проценките се огромни и сами увидоа. Од 14 мислам дека вчера почна пријавувањето, огласот излезе да се пријавуваат штетите. Сега на седница на општински совет треба да се формираат комисии, да излезат на терен и пак ќе кажам, се надеваме дека реално ќе ги направат проценките и
Законот за заштита и спасување е малку долг, 300 дена, колку што имам јас информација. Тука да ние бараме како земјоделци. Сега вас ви е многу важно бргу да добиете поддршка. Да добиваме поддршка брзо, бидејќи тоа од 300 дена тоа е за нас толк период. Тоа е многу долго. Вас сега не само што нема да земете, рековме, нели, нема да земете никаков приход, треба да продолжите да вложувате. Да, а треба да вложуваме и наредната година како ќе ја започнеме, средства нема. Може ли да се одрази на намален принос и до година? Верувам некои ќе штедат, нема да имаат да инвестираат. Сигурно ќе има намален принос. Нормално, нема, треба да се даде храна, ѓубрива и сите тие работи, ќе нема финанси, нормално в година намален принос. Од таму е значењето да се даде, нели, поддршката. Да, за да може да ја почнеме годината. Што е, кој е апелот сега за висината на поддршката? Знаеме дека и тоа е на некој начин одлука, колку ќе одлучат, нели, проценките ќе се направат, ќе треба време, комисиите ќе имаат доста работа, но понатаму владата треба да одлучи колкав процент ќе го обештети. Точно, јас колку што знам по закон пак ќе кажам дека од проценетата штета владата е должна од 10 до 30% да исплати од проценатата штета. Така да колку повеќе тоа подобро за нас. Бидејќи сме во неизгледна ситуација, бидејќи преспа ваков мраз и олку долго до сега немало. Ова ќе биде нешто елементарна непогода, буквално. Веќе прогласија на општина, регионски елементарна непогода. Општината излезе во сусрет и се надевам дека до крај ќе го истера овој процес. Какви површини имате, колку одледувате во штак? Околу 4 хектари имаме. Само тоа ви екзистенција? Имаме дел сливи, малини нешто, а мала површина. Тие спасија нешто? Кај нив? Не, и таму не. И таму нема. Да, околу 200 тона јаболка имаме годишно. Добро, само тоа живеете? Фамилијата? Па јаболка нема ништо друго, сливи малце и тоа. Само кажемо од земјоделство. Да, земјоделство, никој на работа не сме никој. Сега како ќе се протера година? Па ќе видиме, не знаеме. Вака кој ќе ги погледам дрвцава за лаик, некој што проаѓа со колата покрај насадите, па ви има цветови, што се жалат 100% било. Така убаво се гледа, ама не е така реалноста, не е тоа. Што значи тоа кога ќе се загледа подлабоко се гледа дека нема ништо? Нема ништо, да. Ние гледаме и знаеме дека Нема да изгорени се, нема плод има. Вакви температури ниски до сега не сте имале. Други години некои поуспешни знаеле нешто да спасат. Да, ова година многу дена траеше тоа, 3 дена и беше. Па и снег. Да, снег. 3-4 дена имаше минус температури, да беше еден ден само, може немаше толку проблем да има. Да, нешто ќе оштети. Да, ќе оштетеше. Дел може 50% да беше оштетено, ние немавме никаков проблем. Ама ова е 100%, значи од цела Преспа 80% е 100% поништена. Може 20% има што се 10% да има јаболко. Ама и тоа не е нешто. И тие ќе бидат и со оштетување, Да. деформирани. Нема да има убаво јаболко, значи ќе има со прстења, ќе има такви работи. Нема да е како што Ние треба. у Скопје да знаеме уште со време. Годинава јаболка само од увоз ќе да мислам. Нема во Преспа нема да има јаболко. Од други региони, па и Битолско имаше измрзнување таму под Пелистер. Таму има повеќе, сигурно дека тие понапред беа од нас. Сигурно со 2 недели се понапред Битола. Таму нема 100% се. Ние ако сме од, да речем, од површините од 90% оштетени, таму 100% се. Кој регион тука малце беше попогоден или ајде да речеме ако може да се бира. Нема нигде, сегде фати. До толку беше масовно. Не, многу дена траеше, тоа е проблемот, значи. Да беше една вечер, да беше една, немаше проблем да има толку. Други па што сте правиле кога една вечер ќе палите сено, ќе правите нешто, ќе правите некој комбинат. Такви работи правевме, прскавме и овај пат прскавме многу со препарати, со Имаше најава, да. Да, имаше, да, се подгува. Ама џабе тоа. За ваков брат. Да. Добро, праски нема да каснеме и росоман измрзна, јаболки нема, што остана од земјоделието? Па ќе видиме сега. Ако ни поможат, нешто ќе биде добро. Ебе, претходно разговаравме, колку е важно сега да добиете некакво обештетување? Има ли некој да има осигурување или сега овој период компаниите не ни осигуруваат? Не ни можеш ли да сакаш? Не. Немаме такво осигурување. И
што ќе биде понатаму, не знаеме, ама многу тешка работа ќе биде за нас. Колку е важно да ви помогнат тие Многу пари е важно, за да сватат дека барем да имаме до година да има нормален род. многу е важно дека нема да имаме никаков приход ние. А досега сме давале, сите сме се прскале, зашто од појќе сме се прскале, бидејќи имаше ваков бран и сите прскавме со препарати за да спасиме нешто, ама ништо не спасивме. А исто пак треба да и прскаме. Значи мора, ако не прскаш, вошка ќе фати и нема да има за година плод. Значи исто треба да прскаш, треба да го вадиш. Исто како да Исто треба да косиш, треба да косиш, треба да фрезираш, да мулчераш, исто се, само нема да имаш плод. И тие малку што ги имавте резерви на пари, ги инвестиравте и треба да ги дотрошите, па како ќе се пребродува годината кој знае. Па кај нас тоа е, нешто дел оставаме пари за живење, нешто дел пари оставаме за да можеме да работиме и за година нема фактички. И ние за ова година не можеме да поминиме бидејќи многу дадовме пари за штетата што ќе беше, значи гледавме дека ќе има минуси, многу пари вложивме, ѓубрива се, значи нема. Добро, ако кажам дека до година ќе биде намален приносот заради тоа што нема да има секој пари да инвестира, да продолжи да инвестира. Сигурно ќе има овоштари што на милост и немилост ќе ги остат овошките, пак до година ќе имат намален принос. Ќе има ефекти. Ако рачунаме секако и да има мраз и да нема мраз, значи се намалува. Тоа што беше пред 10 години, пред 8 години, сега не е тоа. Значи, не знам колку тона ако имаше пред 10 години, сега има 80, 70, да речем 20-30% помалце има сигурно. Секоја година се намалва, јаболкото нема многу добра цена. Се откажуваат. Луѓе заминуваат, странство заминуваат ваму, таму и тоа е. Насадите Да. така пропаѓа. Да. Какао производство имате, од кога сте овошта? Овоштар уште од татко да речам, уште од роден. Тука сте пораснале Тука сме пораснати, имам 2,5 хектари јаболка и хектар сливи. Мразот кој што го зафати овој регион не го поштеди ни вашиот насад. Иако гледаме тука дека сте инвестирале во современи системи за заштита. И со антифроз пробавме и заштити со препарати и многу дена траеше минузот, ништо не спасивме. Вака кога ќе се погледнат гранчињата кај вас како пооштетени да се. Тоа мразот што било обивката. Пробавме и со антифроз, што гледавме преку интернет, преку ова дека ќе имат заштита, ама беше 3 дена под нас 72 часа и ништо не успеавме да спасиме, веќе се овдека 100% изгорени. Други години сте го потребувале системот? Имало успех? Скоро е монтиран? Скоро е монтиран, зашто другите години се најува еден ден, минусни температури со препарати, ќе спасехме да речеме 50%, 50 ќе останеа. Пак имаше што да наберете? Пак ќе имавме што да, ама ова година веќе е 100% уништено, немаме ни едно гајба јаболка да собереме. Како изгледа тој антифроз систем? Вие сте морале да доведете вода, струја до нива, вака да е на висина? На висина, па 3-4 дена се трудевме дур да наместиме антифросот, вода си имаме цевки бушотини, струја си имаме тука и наместивме, ама ништо све. Системот се пушта пред да почне мразот, така? Вие практички го залевате од озгоре со роса. Со роса пред да почне мразот и после, значи, се со мраз. Дрвата се ќе одвика, ама ништо, зашто беше многу дена минусни температури, после и 4-тиот и 5-тиот ден имаше и слана и све, ево, гледате, све е изгорено. До колку дена вие го држите вака со прскање? Дур трае мразот цело време се прска? Да, дур трае мразот. Кога ќе стопли, тек тогаш гасите? Гасиме, кога немат минусни температури, гасиме, ама ништо. Ова година, значи, ептен. Како инвестиција, скапо ли е, тешко ли е за прави? Па инвестицијата беше некаде со се препарати, со се ѓубрива ова година, јас досега имам 4.000 евра дадено. Ама и нема да запрат тука? И па нема да запрат, зашто морат пак да пуштиме вода за година. Некој бакар, нешто плюс. Некој бакар и некој пак препарати да испрскаме, да заштитиме вошка ќе фатит, морат од вошка да ги чуваш, да ги заштитиш, ако ќе остаеш така милост на милост, веќе нема ти за идната година. Вака кој ќе ги погледнам нива до нива,
соседнава нива нема антифрост, вашава има. Таму како да не изгледа толку штетено. Тука и она што сме го читале по литературата, изгледа до одреден степен штити, на до одреден степен не помага ништо Не веќе. помага ништо. Ништо не помага. И сега ние се надеваме дека државата ќе ни излези малку на соусрет и се надеваме дека ќе излези, нема да не остајат на милост и немилост, за да можеме да Види, онаа штета вие, оној приход што требало да го земете, колку тона би набрале јаболки, тие пари не може да ги добиете, ама барем да ја преброите годината. и за година колку да можеме да Да почнете другата. Вака ако се остават само ќе фатат болести. Ќе фатат болести, ќе пропадне и така во пример овдека наше село, значи останавме уште 10 души млади, значи другите замина ваму таму. Значи ако вака и ние ќе оставиме. Се внимава на сортимент, како е тука, се обновуваат насади, се инвестира во тој дел. Тешка работа сега, порано се инвестираше пред 20 години да речам, ама Кога имаше добра цена јаболка? добра цена и поќе народ имаше, младите, знаеш тука се надева, ама од кога немат години, лани малку што ојде добра цена и ова година. Иначе наредните 10 назад години све беше катастрофа до денар и пол индустријско јаболко. Тоа беше срамота. Сега па некако почна да се интересираат, гледам, ќе се отвори и тука и за откуп за индустријското, ама Ќе видиме, ама и да се отвори што ќе земат ова не, година. оваа година ништо, ни за нив ќе нема. Да, ни за нив ќе немате. Добро, очекувања, рековте, сите очекуваат бргу. Што значи за вас бргу? Колку е апелот, колку бргу би требало да биде помошта? Сега комисиите ќе имаат работа и они ќе треба од нива до нива да идат, ама ако ќе завршат комисиите, кој е апелот до владата? Колку е важно тоа бргу да биде обештетување? Паре во Да рок, биде на некоја висина солидна. солидна, да е реална процената. Да е реална процената, да имат за сите. Зашто ако немат, никој, значи немаш и овие пари што имаме од лани што зедовме, ќе инвестираме за другата година, веќе не можеш да инвестираш. Пак ќе треби од старт 3-4.000 евра. Минути предвидени за блокот стручни совети. Во нив акцент ставаме на заштитата и во овоштарството и во градинарството, но и битката со плевелите. И во вториот дел уште темата за тутунот, тутунарите годинава незадоволни од ниските цени кои што ги имаат постигнато во договорите, но не смеат да престанат со производството, а укажуваат дека уште од сега ќе зборуваат и ќе разговараат, ќе отвараат темата дека мора да се направи корекција на тие цени што ги има во договорите, бидејќи со вакви цени ќе бидат потполно во загуба тутунопроизводителите. Господин Димитриевски, како со последниот бран со овие ниски температури, како пројдоа тутунарите, Прилепско беше ли предизвик да се спаси расадот? Сега сте во фаза на производство на расад. Така, значи имаше голем предизвик беше, имаше големи истребувања дека може да настана големи катастрофални последици по расадниот материјал, но сепак заради добра агротехничка заштита на самите тутунопроизводители, веќе имаме искуство со новите климатски промени, на некаков начин последиците од ладното време и од ниски температури се сведени се на минимум. И да има некој штетување? И да има штетување не е многу минимално. Обичајно си произведуваат и поише расад, така? Да, секогаш на пример таа е наша традиција да имаме малце фазла расад за тие нашите количини што ги имаме, што треба да ги засадиме, за да ги имаме за нив, нештото што частани, дали ќе му го подариме на некој наш пријател, дали ќе се изора местото, не е битно, важно секогаш оставаме фазла за да имаме за нашето планирано производство. Веќе може да ги сумираме резултатите од изминатата година. Заднас една година, вие како национална мрежа упорни бевте, баравте да биде 600 денари, откупната цена се сведе на 500 денари, во кој што се 100 денари субвенцијата. Како задоволни, незадоволни тутунареден пресек? Во сето ова наше сивило во земјоделието, значи ете тутунопроизводството во овие 2 години е малце во нагорна, во позитивна линија. Ние како национална земјоделска мрежа изминативе 3-4 години направивме преголем во позитивна смисла притисок од страна на преку медиумите за да му се укажи дека
дека ова гранка е многу стратешка за самата држава и за самото население и дека самиот земјоделец треба да има бенефит, поголем финансиски бенефит, за да ги оствари, за да може своето производство да го оствари како што треба и за да планира во наредните години да достане нисата гранка и на своето исто место. Бидејќи сме сведоци дали на невидено нагло иселување, посебно на младата популација. Ние како национална земјоделска мрежа, нашето задоволство секогаш младите луѓе кои издржиме во нашата држава, ќе биде нашето најголемо задоволство. Барем тутунот некоја сигурност им носи. Да, барем сега за сега, баш во тие сектори каде што национална земјоделска мрежа има најголемо влијание, баш тука успеавме да на општо задоволство и на откупните центри, и на тутунопроизводителите, и на самата држава да добијаме повисоки резултати. Слушаме дека нашиот тутун е доста баран, доста ценет на светски пазари и се бара и ќе се бара допрва, бидејќи сме меѓу ние и Турција од поголемите производители на ароматични. Точно, значи тутунопроизводството во Македонија секогаш била стратешка култура. А ароматичниот ориентален тутун, дали тип прилеп или јака, од секогаш биле највисоко квалификувани, највисоко барани сорти на тутун. Сега не навлегувам изминативе 30, 50 или 100 години на каков начин биле манипулирани луѓето за многу ниска цена да се откупува, али тоа време заврши. Сведоци сме сега ние на светски рамки дека посебно за ориенталниот тутун е многу намалено производството, бидејќи е сведено на пример на овие држави Балканскиот полуостров и Турција. Сега Македонија се појавува како втор играч после Турција. Бугарија се помалку се Да, помалце Бугарија, Грција воопшто го нема воопшто и тука е нашата шанса каде што можеме тоа да го искористиме. Ама да го искористиме во вистинска смисла на збора. Значи ако се бара производа, ако стварно има недостаток, ние тој наш производ да го искористиме во вистинска смисла, а не да се игра игри вакви или такви. Кога сме кај игрите, не можевте многу маневар, немаше простор за маневар околу новите договори. Да. Беше работа дека мора да ги потпишувате, иако сте свесни дека се многу ниски цени. Точно, значи од Националната земјоделска мрежа и на нашите кооперанти му беше укажано дека тие законските рамки каде што сакаш или нечиш ти мора да се подготвиш. Ние имавме и средба со господинот премиер Христијан Мицкоски, каде што му објаснивме дека мора да се смени законот за тутун, каде што ние како тутунопроизводители ќе имаме рамноправна основа да кажуваме за нашите цени. Сега моментално таа игра ја води асоциацијата на тутунопроизводители, ама ние сме воздржани како Национална земјоделска мрежа. Ама и они не се прашува. И они они се прашува, да. Само им се соопштува цената. Точно, значи е многу спорен член 14, каде што фактички ние како тутунопроизводители немаме никакви права да одлучуваме за нашиот производ. Значи тоа е сето сведено на откупните центри. Значи или земи или остави. И не беше прашање дали ќе склучувате договори или не. Мора да се по член 14, значи певе на пример асоциацијата на тутунопроизводители може само да се изјасни позитивно, негативно и тука завршува сета работа. Цените како што се сега се многу ниски. По овие цени како ќе испадне? Како би завршила годината, бидејќи најавите се дека веќе ќе се прекине со она откупување се во прва класа после сите овие изминати години, дека така, значи 14 ретроспективно. Имаше недостаток на тутун и ланска година. Тутунот годинава помина целиот прва класа. Значи високо квалитетен тутун и ниско квалитетен тутун помина целиот прва класа. На некој начин и не е реално баш. Не е баш реално, точно не е реално, бидејќи ние како држава и како народ треба да се стремиме на квалитет. Значи нашиот тутунски бренд, како еден од најдобрите тутунски производи во светот, ние мора да си го заштитиме. Али од друга страна, значи тука се најголемите злоупотреби каде што се прават, мора да бидат повисоки цените по класи. Значи ние ланска година целиот се откупи по 400 денари, тоа е факт. И лош квалитет и полош квалитет, али сега мора да оди по класи. Тоа е факт и ние се сложуваме со тоа, ама не се сложуваме со цената новата цена што е понудена за класи. Така по договорите колку би било? Значи по новите договори имаме покачување некаде 5-10 на 100, зависи од откупниот центар. Еве са нема да кажувам со име од некој откупен центар. На пример имаме една 415 за прва, 335 за втора, 250 за трета. И сега доколку одиме ние по квалитативен и квантитативен начин на откуп, просечно на пример ќе дојде некаде цена 330. Плюс имаме и малци намалување на класите, на субвенциите на класи ова година,
Тогаш Тие поној стар систем 60, 70, 80. Да, точно. Значи 2024 година имаше измени, беше 100 денари за прва, 80 за втора и 70 за трета. Али за ова новата 25-та година по законот за субвенции е 80, 70 и 60. Значи за прва 80, за втора 70 и за трета 60 денари. Тоа произлегува? Тоа произлегува, не би сакал да карикирам, али сепак ако дојде некаде просечна цена 330 и 70, ние ќе имаме драстично со 100 денари помала цена за по килограм откупен цунтар. Тутун. Тука се на пример и од битоците. Значи ова година немаше одбитоци. Сега на тука се да, и тоа ќе влие сето заедно. Добро, вие бевте поборници како мрежа дека треба да биде 600 денари просекот. Да. Останувате на тоа барање, ќе се бара преку анекси, ќе се бара преговори со време да се седне на маса? Значи ние веќе втора, трета година укажуваме дека за да имаме долгорочно гледување на тутун и таа гранка да ја задржиме на нашите простори, зашто досега бевме целосно во право, бидејќи има целосно светско намалување, а тоа е нашата шанса да биде цената да не биде испод 600 денари. Значи истиот став ги имавме и пред 2 години, истиот став и сега ги имаме. Нека биде по класи, ама просекот? Нека биде по класи. Значи ние мора да го задоволиме квалитетот. Значи мора да биде мора да биде Така и на откупувачите им одговара да има што да продаат. Така е, точно е. Значи самиот откупувач кој ќе го продаде својот производ на Филип Морисон и така натаму, значи тие мора да понуда квалитет. Не може да понуда на пример лош квалитет. Значи тоа е во општи интерес. И ние како држава мора тука да застанеме, да биде квалитет, ама цените мора да биде повисоки. Значи цените треба да биде барем просечна цена до 600 денари. За да има оваа гранка за во иднина да може да се работи. Бидејќи на тие ниви што успева тутунот друго и не знам дали може нешто да донесе таков приход. Оно ќе успее нешто, ама нема таков приход да има. Значи Македонија е земја за ароматични растенија. Значи во Македонија ги има најдобрите, најквалитетните производи без разлика дали се работело за тутун, за орегано и дали за памук во историјата така натаму. Значи ние треба нашата шанса што да искористиме и сето тоа да се одрази за подобар бенефит за сите наши граѓани. И тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Бидете со нас повторно за 7 дена. До тогаш имете пријатно неделно попладне.